И болести на природата, кој ги лекува раните на душите и се моли непрестајно за души апостоле, свјати евангелисте, Oh
спасуваш секогаш Твоите слуги од секакви зла. Отвори ги вратите на милосрдието, благословена Богородице, да не попаднеме ние што се надеваме на Тебе, но да се избавиме преку Тебе од беди, зашто Ти си спасение на родот христијански. Господе, да се помолиме. Господи, помилуј. Зашто свеси Боже наши, Тебе слава Ти буде славена, Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш, и во веки веков. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј не. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј не. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј не. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, и сега и секогаш и во веки веков. Амин. Свети безсмртни, помилуј не. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуј не. Во мир на сите. Проклямен глас трети, Господе моја светлина и моје спасение, од кого ќе се бојам? Господе, заштитник на мојот живот, од кого ќе се плашам? Премудрост. Од посланието на светиот апостол Павле на евреите ќе се чита. Да внимаваме. Браќа, како оној што осветува и оние што се осветуваат, сите се одеде. И затоа не се срамува да и наше браќа велејки, ќе го возвестам името Твое меѓу браќата мои, насреде црква ќе те воспеам. И пак, јас ќе се надевам на него и одново етеве мене и децата мои, што ми ги дадево. А бидејќи децата се учесници во телото и крвта, тој он седе еднакво учество во тоа, да преку смртта да победи оној што има власта на смртта, односно јавно.